Во неделата, кога македонскиот председател Стево Пендаровски се сретна со својот француски колега Емануел Макрон, Агенда 35 го анализира предлогот на Франција за нова методологија што ќе се однесува на процесот на проширување. Како оваа методологија ќе се одрази на македонските интеграции и што во суштина таа значи? Останете со нас. Во Агенда 35 ќе гледате што точно предвидува новата методологија што ја предлага официјален Париз и што таа ќе значи за процесот на проширување. Најнови проценки на Европската комисија за растот на македонската економија. Интервју со Марко Трошановски, председател на Институтот за демократија. Следете нас. На Европа е потребна нова стратегија и во поглед на односите со нејзините соседи и во поглед на односот кон нејзините партнери. За време на дебатата за проширувањето беше јасно дека размислуваме за нашето соседство, пред се само во смисла на проширувањето на Европската унија, што е апсурдно. Вака председателот на Франција Емануел Макрон во интервјуто за Економист го појаснува својот став зошто на ЕУ е потребна реформа прво однатре. Својот цврст став за реформирање на Унијата и за промена на методологијата на проширувањето пред прифаќање нови членки во друштвото, Макрон го подкрепува и со прашањето. Ви повикувам да испитате конзистентноста на пристапот, што значи да се каже срцето на нашата надворешна политика е проширувањето, со која алудира дека Унијата или не била единствена, или ја изгубила својата едногласност за стратешките прашања. Зато е потребно реформирање на процедурите за членство, бидејќи тие веќе не се соодветни за целите на Унијата. За себе пак Макрон вели дека е конзистентен во својот став, дека Унијата одвај функционира со 28 земји членки, а не пак со 30 или 32. Тој дури вели дека на Европа е потребен тест за конзистентност, бидејќи дел од земјите членки, од една страна, сакаат проширување, а од друга страна, инсистираат буџетот да остане на 1%. Детали за тоа каква ќе биде методологијата се уште не соопштува. Познато е само дека Макрон смета дека сегашниот пристап не е политички туку бирократски и не подлежи на никаква контрола, односно можност за реверзибилност на процесот. Ако ја постигнеме оваа реформа во наредните месеци ќе бидам подготвен да започнам преговори. Ако Северна Македонија и Албанија исто така направат неколку дополнителни напори, вели Макрон во интервјуто. Интерес за вклучување во креирањето на новата методологија покаже македонската влада, која се согласува дека сегашниот начин на преговарање, поглавје по поглавје, е бирократски. За нас е важно тој процес да се одвива суштински, значи да не биде бирократски и технички, туку да суштински да ги гледа политиките и како тие се спроведуваат тука, да биде близок до граѓаните, да биде проследен со повеќе пари, значи да има повеќе пари за реформи и за прилагодување на ЕУ во текот на преговорите. Впрочем, тоа е и идеја и на некои држави членки да се отворат фондовите пред да големите фондови пред да стане државата членка, уште додека е кандидат. Значи да бидат преговорите суштински, ефикасни и да бидат последени со повеќе пари и секако конечната цел да биде членство во ЕУ. Тоа се приоритетите за нас и тоа ние го објаснуваме на секаде каде што можеме и убедени сме дека истото го кажуваат и другите држави кандидатки и кои што преговараат и кои што се уште не почнале. И доколку така остане, верувам дека ќе го имаат тоа предвид при креирањето на новата методологија. Пристапниот процес е најдобриот трансформативен инструмент за обезбедување на просперитет и напредок на општествата, но исто така и за структурно и ефективно приближување помеѓу Европската унија и Западниот Балкан. Се наведува во заклучоците на регионалниот состанок на Западен Балкан на иницијативата Мал Шенген, кој се одржа минатиот викенд во Охрид. Иако во секој од заклучоците провејува европската еднина како единствена цел за која нема алтернатива, сепак дел од аналитичарите не гледаат искреност во нив. Своите тврдења ги темелат на тоа дека иако дел од земјите се во понапредна фаза од преговорите за пристапување во Унијата, сепак нивното однесување не го потврдува тоа и во поглед на домашната и на надворешната политика. Доколку не им се даде европска перспектива на земјите од Западен Балкан, оставаме место друг да ја пополни празнината, како Турција, Кина, Русија, смета и новата шефица на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Таа е согласна дека на Европа е потребна посериозна стратегија која ќе се однесува на политиката на проширување, но смета дека тоа е во интерес на Европската унија, за разлика од Макрон. Dass der Westbalkan eine europäische Perspektive hat, ist in unserem ureigensten Interesse. Wir haben sehr, sehr viel verlangt von Nordmazedonien und Albanien. Sie haben das alles erfüllt.
Jetzt müssen wir auch zu unserem Wort stehen und Beitrittsgespräche ermöglichen. Прашањето за проширувањето и реафирмирањето на ставот на мнозинството земји членки дека земјава треба да добие датум за почеток на преговори ќе биде иницирано од Италија на Советот за општи работи, закажан за 19 ноември. Како годинава, така и до година, ако се покажат прецизни најновите есенски прогнози на Европската комисија, според кои македонската економија ќе расте со исто темпо 3,2% годишно. Новите прогнози доаѓаат во услови на се поголеми стравувања за значително забавување на глобалниот економски раст. Па така комисијата во својот најнов извештај образложи дека европската економија влезе во долготраен период на слаб раст и ниска инфлација во контекст на висока неизвестност, поризично надворешно обкружување и структурни поместувања што главно влијаат на производството. Глобалниот раст се очекува годинава да падне на работна рецесија. Меѓународната трговија со стоки стагнира, а ризиците од зголемување на трговските тензии и геополитички конфликти станаа реалност во текот на летото. Неизвестноста околу Брекзит исто така не се намали, па така економијата на ЕУ, која забави во вториот квартал од годинава, најверојатно нема да засели во блиска иднина, пишува во извештајот на Европската комисија. Пред неколку дена и Народната банка ги објави своите најнови проценки за растот на македонската економија, кои што се пооптимистични од оние на Европската комисија и предвидуваат зголемување на економската активност за 3,5% годинава и 3,8% до година. Слични прогнози за растот имаат и ММФ и Светската банка. А малите разлики во процентите не може да направат голема разлика во животниот стандард на граѓаните. Ако економијата продолжи да расте со стапки од 3 до 4% годишно, се проценува дека бруто домашниот производ по жител може да го достигне европскиот просек за повеќе од 30 години. Но ако забрза на 6%, тогаш европските нивоа се достижни и за 15 години. Гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежоска, со која што разговаравме неодамна, оцени дека токму тоа треба да биде мотив за креаторите на економските политики да спроведат структурни реформи. За да можеме да растеме со повисоки стапки на економски раст, но на одржлив начин, она што ни е важно е да го зголемиме потенцијалот, капацитетот за раст на нашата економија. А прашањето како да го зголемиме потенцијалот за економскиот раст е прашање кое што е суштинско. Секако одговорот не води до структурните реформи кои што веќе ги посочивме, и тоа структурните реформи со кои што треба позитивно да се влијае на клучните детерминанти на долгорочниот раст. Знаеме дека тоа се трудот, човечкиот потенцијал, капиталот во нашата економија и продуктивноста. Кај трудот, накратко, би можела само да посочам дека, иако кај нас се уште расте работоспособното население, се забележува значајно забавување на стапката на раст во контекст на демографските и емиграционите трендови. Особено ако имаме во предвид дека во голема мера дел од тие емиграциони трендови се однесуваат и на високо квалификувано население. Тоа значи дека ние на среден рок ќе продолжиме се соочуваме со предизвик во однос и на квантитетот, но и на квалитетот на работоспособното население, односно на човечкиот потенцијал. Од тука неопходни се реформи во сегментот на образованието, на здравството, кои што ќе помогнат за облажување на овие долгорочни предизвици. Гувернерката вели дека и нивото на капитал и продуктивноста значително заостануваат за европските просеци, па поради тоа неопходни се реформи што ќе ги зголемат инвестициите и производството. Во однос на капиталот, значи неспорно потребни се зголемени инвестиции и од страна на приватниот сектор, но и од страна на јавниот сектор, бидејќи ако ја погледнеме статистиката, се гледа дека нивото на капитал во нашата економија и на капиталот кој што е во приватна собственост и на капиталот кој што е во јавна собственост се уште значајно заостанува зад европското ниво на капитал. Затоа секако потребен и стабилен и здрав финансиски систем кој што ќе овозможи извори на финансирање на овие вложувања во капитални добра. Во однос на третиот фактор, продуктивноста, повеќе од јасно е, кај нас продуктивноста се уште значајно заостанува во однос на европската продуктивност. Потребни се бројни реформи, кои што се особено значени за мали и отворени економии, бидејќи од незината продуктивност зависи незината конкурентност на меѓународните пазари, а иднината за малите економии е секако во поголема трговска интеграција со остатокот на светот.
Гувернерката вели дека за забрзување на растот, клучно е да се подобри и капацитетот на јавните институции што ги обслужуваат бизнисите и граѓаните. Бројни истражувања кажуваат дека еден од клучните фактори кои што ги објаснува разликите во растот и нивоата на доход помеѓу различни економии се токму квалитетот на институциите. И на крајот, не е само прашање на квантитет или обем, брзина на растот, прашањето и на квалитетот на растот. Тој треба да биде секако поинклузивен и паметен или умен раст, како што сега се зборува, што значи раст кој што ќе базира на структурни промени, кои што ќе значат пренасочување кон понапредни сектори кои што базираат на понапредни технологии на сметка на сегашната структура која што во голема мера базира на трудоинтензивни сектори. Споредено со просекот на бруто домашниот производ по жител на сите земји членки на ЕУ, македонските граѓани создаваат само 38% во однос на европското ниво, а од нас послабо се рангирани само Албанија и Босна и Херцеговина со БДП по жител од 31% од ЕУ просекот. Во Србија тој изнесува 40%, во Црнагора 47%, во Бугарија половина од просекот, а Словенија е најблиско до европското ниво со 81%. Господин Трошановски, ви благодарам што сте дел од нашата емисија. Зборуваме за новата методологија која што Франција ја предлага за процесот на проширување, без при тоа точно да знаеме што таа ќе се одржи и како ќе изгледа целиот тој план. Меѓутоа, од оние што го имаме досега како информации, колку сметате дека ова ќе донесе некои суштински промени во однос на проширувањето и на потребните чекори, а колку е само на некој начин можност да се пролонгира проширувањето или па повторно да се стави во некој заден план или сосема да се стави на страна како процес? Премногу е непознато што ќе биде во дизајнот на новата преговарачка методологија за да се влечат сигурни импликации како тоа ќе влијае на процесот на проширување. Меѓутоа, она што е факт е дека постоечката методологија, преговарачката структура, како што е дефинирана и по која што преговараат моментално Србија и Црна Гора, во голем дел ги задоволува сите резерви, грижи, сомнежи кои што е конкретно Франција и другите и некои други земји членки во ЕУ ги имаат кон процесот на проширување. Процесот на реверзибилност кој што често се споменува, проблемот на реверзибилност што би подразбирало дека некоја земја ако покаже напредок, после некое време може да покаже уназадување и тоа треба да се санкционира. Тој механизам веќе постои во постоечката преговарачка структура, меѓутоа нема политичка волја, како што нема политичка волја да се санкционираат и либералните тенденции во Полска и во Унгарија од страна на Европската унија, а механизми постојат. Така да главниот проблем веќе е адресиран со постоечкиот механизам кој што Франција му става акцент на него. Од тука гледаме дека и оваа иницијатива на Франција во голем дел беше многу поголема од самата тема на проширување, во смисла дека беше на некој начин преговарачки капитал кој што председател Макрон си го создаде за да протурка што побрзо реформи во внатре самата Европска унија и на некој начин да го држи како чип или заложник Западниот Балкан и неговата интеграција во ЕУ, но не сметам дека е во француски стратешки интерес да го држи целиот регион надвор од европските структури. Значи ли ова дека всушност самата нова методологија нема да има некои конкретни влијанија од аспект на промени во преговарачкиот процес? И значи ли ова дека на некој начин целата идеја со новата методологија, како што велите вие, само добивање на некаков капитал за утре да се повисока цена на пазарот со другите европски држави да се крене? Видите, секоја методологија секогаш може да биде подобрена, па и ова. Главните подобрувања, можности за подобрување каде ги гледам? Ги гледам во тоа дека Унијата би форсирала, барем според најавите на Франција, прво внатрешна интеграција по областите за кои што сега се преговара во рамки на Западен Балкан,
па дури потоа започнување на членство. Значи, ние би биле интегрирани по области како Западен Балкан пред да станеме членки на Европската Унија и тоа е економија, тоа е добро. владење на права. Значи фокусот по она што се зборува, повторно ќе кажам, е на неколку работи. Владење на право останува главниот принцип, главниот фокус на целиот тој преговарачки процес. Тука дополнително би се вградиле јавните финансии, јавните набавки, животна средина, земјоделие, правосудството се разбира. И во тие области гледам значи фокусот на преговарачкиот процес. И сега како истиот да се направи поефикасен, се заговара принципот more for more или повеќе за повеќе, што би значило ако испорачате вие повеќе реформи, ќе добиете повеќе пари. Едноставно кажано, односно распределување на структурните фондови, парите што остануваат замрзнати и неискористени поради блокадата на Турција долгогодишна да речеме, би се пренасочиле во поттикнување на реформите во земјите преку финансирање на нивната посветеност за реформи. Едноставно кажано е сега како ќе се констатира дека тој прогрес е направен, моментално Европската комисија ги вади прогрес извештаите за секоја земја и кажува што е направено, што не е направено. Новата методологија, една од идеите е дека би имала некакво тело со политичка тежина во кое што би учествувале членки и земји на Европската Унија, представници на председател на Европски парламент, на Европската комисија, евентуално Венецијанската комисија или некои специализирани агенции. Повеќе секторско, да не значи, биде повеќе секторско тело од политички значени влијателни фигури кои што би имало близок мониторинг врз реформскиот процес, комплементарен на мониторингот што Европската комисија веќе го прави во прогреси извештаите. Тој на некој начин би наликувал на грчка тројка за време на економската криза во Грција и кој што со својата тежина би кажувал дека и би ги поттикнувал локалните политички елити да прават повеќе или би констатирал дека направиле доволно за да се оди понатаму. И тоа се некои контури моментално што се околу кои што се зборува за новиот изглед на методологијата, евентуално тоа е се уште неприфатливо за некои земји членки, тоа би се врзало и со решавање на билатералните спорови. Значи прогресот во преговорите би бил условен и со решавање на меѓудржавните спорови, зашто гледаме дека се користат истите за внатрешно политички поени кај некои земји членки, како што е Бугарија за нашиот договор за добро соседство и Грција како што. Да, меѓутоа критериумот за добрососедска политика беше дел и како услов и за нашата интеграција, по тука и дел од точно. Затоа голем дел од овие работи беше поврзана со европската интеграција. Голем дел од овие работи беа на попринципиелно ниво, на ниво на принципи утврдени, сега верувам дека ќе се операционализираат, сите ќе бидат, ќе се развијат процедури и протоколи како тоа да се оценува, следи, санкционира и наградува. Веројатно ќе има, веројатно ќе има повеќе судир на некои концепти или вакви дискусии за тоа како точно да се имплементира и што точно да вклучува новата методологија. Другата многу важна е квалификувано мнозинство во текот на преговорите. Значи, имаме едногласност при отварање на преговори, едногласност при затварање на преговори, меѓутоа тој принцип да не важи за помеѓу преговарачките крајности, почетокот и крајот, односно да важи принципот на квалификувано мнозинство, токму заради ова што зборувам, да процесот не биде ставен во заложништво на индивидуалните интереси на земји членки. На една земја членка која што може да или повеќе, видовме Србија и Хрватска имаа проблем, мислам на Балканот. Споменавте, веројатно има простор и тоа не е спорно дека методологијата треба да се доработи, да се подобри и така натаму. Тука француската позиција може да се разбере, дури и да се поддржи. И да се каже дека е супер тој став. Меѓутоа, споменате нешто што многу е важно, тоа е политичка волја. Колку политичката волја, поточно низиното отсуство во однос на проширувањето, од каде извира тој дефицит на политичка волја за овој процес? Тоа и председателот Макрон во последното интервју баш за економист кој што го имаше,
го укажува во смисла дека не можеме ние да се посветиме и односно самите да се задоволиме со тоа дека проширувањето е најзначајната работа во европската надворешна политика, бидејќи истото е бирократизирано, не дава резултати и така натаму. Меѓутоа тука членството во ЕУ е издигнато на ниво на врвно политичко прашање, каде што домашната поларизираност на политичките партии, на целото општество, на интелектуалците, ако сакате, се кршат копијата толку околу ова прашање. Колку е тоа здраво од еден аспект гледано во однос на европските интеграции, од друго колку сега ваквата позиционираност на ЕУ, која што ни вели и ние имаме проблеми, и вие си имате проблеми, дајте да најдеме некаков заеднички пат како да се решаваат, пак ни отвора повторно, не соочува со овој проблем дека ние сме го користели, злоупотребувале прашањето, сме го партизирале на некој начин. Одговорот на прашањето зошто политичката култура дома до сега не успеа да развие интегритет и да се посвети на реформите најмногу заради нас самите, а не ради европските бюрократи или политичари, е многу комплексно. И одговорот на истото е тешко да се даде во кратко време. Мислам дека е тоа еден континуитет на заробување на државните институции кој што се случуваше во сите земји, голем социоекономски дисбаланс што се јави пост транзицијата, каде што имате огромна популација што живее на праг на сиромаштво или се мачи да оствари некаков достоинствен начин на живот, деградација во образованието, недемократските статути на сите политички партии, речиси што постојат во регионот, и сето тоа изнедрува да речам авторитарни политички партии или некритички мислечко граѓанство, кое што е лесно заводливо, и од тука темата НЕУ и НАТО како некои апстрактни идеали, идеи, стремежи кои што ги продаваа политичките партии многу добро се вклопија во дневно-партиската демагогија. Како сега во вакви околности дома и во вакви околности внатре во Европската унија, како ги гледате македонските интеграции и нивната иднина? Прво и основно нас ни одговара секое решение кое што на некаков начин ја држи европската перспектива жива, најмногу поради тоа што, како што напоменав, политичките лидери не развија интегритет поради собствено наше добро да се посветат на реформите. Значи, од тука ни е потребен надворешен притисок, пуш, односно она моќна трансформација која што ја даваше процесот на преговарање, било кој еден механизам ни е потребно повторно да ја наметнува на нашите општества за да ги држи на штрек политичарите да испорачуваат нешто што не секогаш е во интерес на дневно политички меѓупартиски комбинаторики, тендер коалиции и слично, туку да работи нешто што е за јавно добро. Од тука нашата иднина ја гледам како земја неизбежно во некаква идна Европска унија со конструирана на повеќе слоеви, на повеќе брзини, каде што ние ќе бидеме некаде на крајот, тоа е се поочигледна тенденција и на внатрешно реформските дебати во Европската унија, меѓутоа доволно блиску за сонот на ЕУ да не ни изгледа далечен и за да продолжиме да правиме притисок врз политичките партии да ни испорачуваат некакви реформи и резултати со кои што тој наш сон би бил се поблизок и поблизок. Значи, Европа во повеќе брзини како концепт во кој што ние, Балканот, би се интегрирале првенствено меѓу себе, таа регионална компонента која што се заговара години наназад со Берлинскиот процес и која што еве сега станува актуелна со дебатите околу Мал Шенген и слични иницијативи. Такви иницијативи кои што овозможат регионална соработка и кои што регионот во компактна целина ќе го направат по-близок за интеграција во европската економска област и од тука многу попримамлив како една членка и попожелен како една членка во Европската унија, со што членките држави би биле многу волни да поддржат такви земји кандидати. Еден од клучните проблеми во
на последниот самит околу одлуката за ветото за Македонија беше ставањето во група со Албанија. Колку тука се нарушува оној мерит систем кој што постојано се заговара? Очигледно е нарушен одамна, очигледно. И дали мислите дека може да се излезе од тоа групирање или сепак сметате дека позитивната одлука ќе биде заедничка за двете земји? Не верува, јас сум скептик од секогаш сум бил дека ќе постои такво раздвојување помеѓу земјите. Една е риториката дека секоја земја по индивидуалниот перформанс ќе биде оценувана и така натаму. Праксата сега и во минатото покажа дека земјите се третирани во пакет. Зошто е тоа така и Макрон беше доволно искрен да каже, бидејќи креира нестабилност. Можеби аргументите не му беа најдобри со тоа дека македонските албанци би се побуниле и така натаму. Меѓутоа, очигледно, наназад од секогаш историски, особено Франција, регионот го гледала во пакет, како целина, не како поединечни земји, кои што регион треба првенствено пред се и нација да обезбеди стабилно соседство на Европската Унија, односно да се стабилизира. Преку раслојување на интегративните процеси на самиот Балкан, давајќи на една земја зелено светло, на друга жолто или црвено светло, тие процеси на внатрешна интеграција и стабилизација се подриваат и тоа не е стратешки интерес на ниту една земја членка кој што сака нека каже од тука раздвојувањето е многу малку веројатно според мене. Дури и непотребно. Дури и опасно, навистина опасно. И кои се, за крај само ќе ве прашам, кои се другите опасности кои што може да се случат доколку европската перспектива за која што зборувате сосема се изгуби? Тоа е аргумент на намерна дестабилизација на Балканот од страна на Русија, Турција, Кина, доколку остане на страна во чекалната на ЕУ, што би се рекло, е широко употребуван, меѓутоа многу малку резонира во Брисел и во земјите членки по нашето застапувачко искуство што сме го имале по состаноци низ Европската Унија. Ќе ви кажат дека веќе голем дел земји членки сериозно соработуваат и со Русија, и со Кина, и со Турција, имаат огромна економска соработка, земјата е Германија, најмала рака собственоста на Кина во Мерцедес, една од најголемите автоиндустрии, земете и гасоводната инфраструктура со Русија која што има, така да тој веќе таа економска соработка веќе постои сериозно на ниво на Европската Унија. НАТО ни беше потребно заради стабилност. Така, имате во регионот, и да останеме надвор од ЕУ, во најцрното сценарио, имате регион кој што ќе биде целосно речиси опружен со НАТО членки, во кој што еве и нова членка, известно дека ќе биде Македонија во скоро време, и чумо тука грижата за стабилност на регионот или губење на истата од страна на надворешни фактори, мислам дека е тоа малку веројатно. Поверојатно е дека демократските вредности ќе се распаднат, ќе страдаат поради, кој што кажам, отсуството на некаков императив двигател на политичките елити да се демократизираат и самите и општеството, бидејќи нема да има некој европски сон веќе. Зборуваме од црното сценарио. Ви благодарам многу за интервјуто. Благодарам. Седма година поред европската економија бележи раст, а така ќе продолжи во следните 2 години. Покажува есенската економска прогноза на Европската комисија. Пазарите на труд и понатаму се динамични, а невработеноста се намалува. Сепак надворешното обкружување не е стимулативно како што било, а несигурноста е се повисока, што особено влие на производствениот сектор, кој се соочува и со структурни промени. Како резултат на тоа, изгледите се дека европската економија е на пат кон период на забавен раст и слаба инфлација. За Европската Унија како целина се предвидува раст на БДП за 1,4% во 2019 година, како и за 2020 и 2021. Прогнозата за раст на БДП за 2020 година е намалена во однос на летните прогнози, кога изнесуваше 1,6%. Се прогнозира дека инфлацијата на ниво на Европската Унија оваа и следната година ќе изнесува 1,5%, а во 2021 година 1,7%. Стапката на невработеност во Европската Унија оваа година ќе падне на 6,3%, а во 2020 и 2021 година ќе се стабилизира на 6,2%.
Со придонес од скоро 22 милиарди евра во 2018 година, Европската Унија и незините држави членки остануваат најголем давател на јавни финансии на државите во развој, а со цел намалување на штетните гасови и справување со влијанието на климатските промени. Придонесот на ЕУ е зголемен за повеќе од двојно споредено со 2013 година и представува важен чекор кон имплементација на обврзувачкиот договор за климатски промени, постигнат во Париз во декември 2015 година. Последната бројка ја покажува решеноста на ЕУ да го зголеми својот придонес во заедничкото меѓународно финансирање поврзано со климатски промени, односно придонесот во заедничката цел на развиените земји да мобилизираат 100 милиарди американски долари годишно до 2025 година. Инаку придонесите на Европската Унија се успешно насочени во иницијативи за ублажување и прилагодување на климатските промени во земјите во развој. Подобрено е просечното задоволство од животот на жителите во Европската Унија на возраст од 16 години и повеќе, односно од оценка 7 во 2013 година на 7,3 во 2018 година, покажува истражувањето на Евростат за квалитетот на животот за 2018 година, а со кое на скала од 0 до 10, при што 10 е максимална оценка, граѓаните на ЕУ го оценуваат задоволството од животот. Во 2018 година просечното задоволство од животот значително се разликува помеѓу земјите членки на Европската Унија, со средна оценка од 8,1. Жителите на Финска се најзадоволни од животот во ЕУ, а веднаш зад нив се оние на Австрија. На спротивниот крај на скалата, жителите на Бугарија се далеку најмалку задоволни од животот, потоа на Хрватска, Грција и Литванија. Меѓу државите членки на ЕУ за кои се достапни податоци за 2018 година, просечното задоволство од животот е подобрено во 19 држави членки споредено со 2013 година. Најголемо подобрување е забележано во Кипар, Бугарија и Чешка. Промена не е забележана во Белгија и Хрватска, а намалување на оценката за просечното задоволство од животот е регистрирано во Литванија, Данска и во помала мерка во Холандија. Загадениот воздух е причина за голем број предвремени смртни случаи и ваквата ситуација не се подобрува, покажуваат податоците на јавните здравствени институции. Како клучно во справувањето со овој проблем се истакнува неопходноста од утврдување на потеклото и точниот степен на загадување на воздухот. Токму ова е целта на една стартап компанија од Франција која има развиено систем за мерење и мониторинг на загаденоста на воздухот, локализирано улица по улица со помош на мрежа на мобилни сензори за проверка на квалитетот на воздухот кои се поставуваат на возила, како и мапирање на загадувањето во реално време. Мобилните сензори даваат точни и локализирани информации за квалитетот на воздухот, но и корисни податоци за итни и оптимизирани потаргетирани акции против изворите на загадување. Преку мрежата од сензори се мери нивото на ПМ честички, азот диоксид, јаглерод моноксид, односно цел сет на податоци собрани од одредена територија, што овозможува да се разбере каде е најголемо загадувањето, од каде доаѓа и каде е најголемо влијанието. Сензорите може да се постават на велосипеди, кровна возила и автобуси, што овозможува да се има локализирани податоци. Стартапот чија иновација е сензорот, заедно со најголемата компанија за поштенски услуги во Франција, имаат формирано голема мрежа на сензори кои се поставени на поштенски велосипеди и возила, со чија помош се прибираат детални информации за загадувањето на воздухот во неколку француски градови. Заедничката цел на двете компании е навремено информирање на граѓаните за квалитетот на воздухот кој го дишат, со податоци во реално време и создавање подобри услови за живот. Следната недела се гледаме со анализа на едно од 35 поглавја на патот кон Европската Унија. Доколку не пропуштите тука, следете на нашите официјални Инстаграм и Фејсбук профили на социјалните мрежи. Останете со програмите на Македонската телевизија.